моето излагање, кое морам да кажам дека ми предизвика и мене емоции, но за жал не допира ниту до колегите, ниту до Министерството за финансии. А тие емоции кои што се наталожени се резултат на диалозите и на сведочењето наше, бидејќи одиме на терен, каде што поради проблемот со немање на канализациона мрежа, верувајте, лично сум била сведок каде што се појавени некои инсекти, нешто како комарци кои што буквално се закана по здравјето, по животот на младите луѓе. Морам да кажам за една приказна за едно семејство каде што имаат спортист во семејството и каде што внимаваат да не трошат вода, значи за да не се полнат дворовите и да не се појавуваат тие комарци кои што ги напаѓаат. Замислете, ова се случува во општина во општина која што е во градот Скопје, главен град на Република Македонија, каде што и оваа влада на големи, да речам, ветувања за живот за сите, не може да се одважи да обезбеди за 200 метри простор да направи канализациона мрежа, граѓаните кои со години живеат таму да можат да си ги остварат своите основни човекови права. Нема потреба ништо повеќе да се кажи. Ви гледам дека колегите не гласаат по сопствено убедување, бидејќи сум сигурна дека кај нив има разбирање, бидејќи сум сигурна дека кога ќе одат на терен нема да им е сеедно да дадат образложение зошто тоа не се прави, но одлучуваат да гласаат така како што им наредиле. Ако се одважат, не само што ќе им бидам јас благодарна, не е важно јас дали ќе успеам сега некој амандман да биде прифатен. Важно е на граѓаните да им се задоволат основните човекови потреби и права. Ви благодарам.